Поклонници, верници и оваа година се собраа на големиот народен собор во манастирот Добра вода за да го прослават празникот Источен петок Балаклија. Сончевото време и разубавената природа заедно со народните ора и песни создадоа величествен празничен амбиент во кој сите уживаа. Денеска е добра вода. Ѓурѓовден. Дека е лековито. Источен петок. Блажен петок. Дојдоме така да посетиме дека одат сите православни, кој може. И така, многу убаво е местото. Уредено, убаво. Довеѓала сам и многу одамна, ама се е по-друго. Посредено е така. Денеска е Бајакли петок. Тоа е... Секоја година? Да, секоја година доаѓа. Многу убаво, тоа место е добра вода. Тоа што од многу давно јава како дете сум доваѓал. Таа водичка лекува многу од нозе и очи. Па таа манџа има многу години ја слават и на таа добра вода секогаш се збират многу народ и готвиме јадење, тука пиење, салат. За 1000-1500 души има манџа. Доволно е и манџата е спремена за делење. Еве салатите сега нека се поделат по тоа манџата и така. Секоја година нека сме среќни, весели сите што дочекуваме тука и сите на манџата се состои од јагнешко и од овчо месо со овчо и кочови. Со кочови тоа е донација од луѓе.
Еве, после Воскресението Христово, после Великден, петокот, наречен Источен петок Балаклија, всушност е посветен и на Пресветата Богородица. Настанот е сврзан за едно чудно исцелување на еден слепороден, кој што се случил во предградието на Ерусалим, каде што всушност и таму е откриен и оној чудотворниот извор, или еве така познат всушност и манастирите кои што еве се посветени на овој ден се наречени се еве така нашиот православен народ гледал да има обично некој извор или некоја водичка, така да и е наречена добра вода. Добро, мене ми е задоволство денеска што сум на оваа слава, верска слава, Балаклија, Света Богородица Балаклија, и што сум меѓу добри луѓе, меѓу добри домаќини, кои што покажа како треба да се волонтира, односно како треба да се служи на црквата и како треба да се служи на народот. Сето ова што е направено овде во последните 15 на 20 години, направено благодарение на човечките раце, на домаќините, на црковниот одбор и на донаторите кои што донираат доста овде. Општината се ангажираше преку Источниот Атлантски регион, е изготвен проектот за изградба на патот од кружниот пат од селото Оризари до поврзување со патот Оризари пресека до асфалтниот пат. Проектната документација е готова и со таа проектна документација ќе аплицираме до оние извори на финансирање кои што може да го тоа финансираат. Сега за сега значи е направен првиот чекор, очекуваме дека ќе не идеме на разбирање кај овие потенцијални инвеститори и дека во периодот кој што следува, не можеме да го прецизираме, меѓутоа во периодот кој што следува ќе доживееме да овде имаме асфалт и дополнително уредување на овие простори овде на прекрасните падини на Осоговието. Да, приоритет ни е патот и патот ни е потребен не само за славата што имаме верници, исто на као овај манастир е многу развиен како туристи, доаѓаат се на викенд на со, затоа највише го тражат пат. А исто така имам и кујната не е више при крај, оваа не е, ни треба една кујна се нова убава, по-добро се време кујна. И се надеваме ние дека ќе за кратко време, за неколку години ќе ја направиме кујната. Исто така ќе ни помогне градоначалник, ни многу помагал и пак ќе ни помогне и се надеваме дека ќе направиме се добре. Скромен дар за градоначалникот, подготвено од домаќинот. Всушност тоа пак ќе кажам преска нели правивме, не е тоа нели некое лицемерие или нешто друго, но напротив градоначалникот го сметаме како домаќин наш, бидејќи секогаш ни помага. Така секогаш е добредојден, да е жив и здрав. Понатаму повеличо Стефче сега каже ако имаш. Да ни води Македонија цела. За сите да биде. Ние го примерно од добра вода, со свештеникот Кокошев, речевме да даеме еден малку дар. А од вас чекаме не голем, ама да малку. Хвала да си живи.